Низ добро утро секое утро. Нашата колешка сега, Викторија Петровска, ќе зборуваме за библиотеката во ова дигитално доба ера, како и да е, дали книгата има конкуренција. Па ајде нешто повеќе за ова слушаме во продолжение. Викторија, добро утро до тебе и добро утро до твојата гостинка. Добро утро по втор пат, драга Слободанка. Токму така, оволниковско вклучување се јавуваме од градската библиотека Браќа Миладиновци, која што оваа година одбележува 80 години од незиното постоење. А се во знакот на книгата денес, какво е местото денес на книгата во едно брзо современо дигитално време, колку се во чекор со дигитализацијата токму во библиотеката Браќа Миладиновци. Утринава дознаваме малку повеќе од првиот човек или директорката Анета Механџиска. Многу ви благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа и што сте секогаш достапна за медиумите. Како сте во утро, Анета? Добро утро, благодарам што сте наши гости, што може да видите колку е интересно и преку лето во нашата библиотека. Токму така, раздвижено, динамично и преку лето за нашата утринска тема, која што ја одбрав јас денеска, интересна актуелна тема, дигитализација, какво е местото на книгата во дигиталното време. Пред да ве прашам колку сте во чекор со дигитализацијата, си го задржували приматот книгата денес во дигиталното време? Можам да кажам дека се уште е фаворит книгата, иако многу од читателите наоѓаат начини да читаат на различни видови, да кажам, книга, како што е физичката книга, значи некои преферираат да ја држат во рака, некои го сакаат дигиталното, значи читаат од таблети, и аудио книгите исто така доста се читаат, особено тие кои спортуваат од сабајле или кои патуваат, па сакаат додека се движат да слушаат книга. Така, многу брзо, динамично секојдневие е време во кое што некако се повеќе време ни одзема телефонот, скролањето таму, социјалните мрежи, особено за помладите генерации, TikTok апликациите. Колку книгата го држи вниманието денес на читателот, што покажуваат можеби најновите статистики на Браќа Миладиновци, градската библиотека, какво е членството, колку се повеќе се зачленуваат посебни оддели. Ние моментално се наоѓаме во одделот за англиска литература, меѓутоа тука имаме македонски автори, книги за деца секако. Какво е местото на книгата? Книгата се уште, како што кажав, се интересираат младите. Од младите најмногу доаѓаат се уште тие што се во училиште, значи средношколците и основците, но доаѓаат и студентите, бидејќи имаме ние читални кои работат 24/7. Ние се трудиме како библиотека да сме во чекор со времето и да ги следиме новите трендови и желбите да младите, за да може подобро да ги привлечеме, се уште да ја сакаат книгата и цело време наоѓаме начини како да ги заинтересираме повеќе точно. Брзото време, социјалните мрежи се во чекор и на некој начин многу ги користат младите. Но ние гледаме да ги искористиме како мост, затоа што некој млад кој на TikTok ќе види дека е модерна некоја книга и дека е популарна таму, зошто да не дојде да ја побара во библиотека па да земе да ја чита. Така, од друга страна, колку сте во чекор со дигитализацијата, колку превземате конкретно во тој дел, проекти можеби поврзани со меѓународни организации, проекти надвор од државата секако? Дигитализацијата кај нас, особено во библиотеките, е поврзана со авторските права, така да додека ги немаме авторските права на некои книги не можеме да дигитализираме. Точно работиме моментално со книгите, имаме авторските права за обработка на книгите на Михаел Ренџов. Претходно беше на Антево Перо и фондацијата Славко Јаневски. Што значи бараме нови начини и нови соработки со други писатели кои би можеле исто така да ги дигитализираме. 80 години Браќа Миладиновци, какво е местото денес на градската библиотека, кое што своевремено обележи на главниот град секако и на државата, колку денес е посетена, повеќе оддели како што напоменав и јас, меѓутоа и читални и останати простори кои што го формираат, го сочинуваат целиот овој голем простор кој што ја сочинува секако Браќа Миладиновци, колку е предизвик да се работи, да се организира и менаџира токму ова место.
Предизвикот е голем, бидејќи, како што напоменавме, новото време е многу брзо и треба на некој начин да сме во чекор со дигитализацијата, социјалните мрежи и видеата и сите други работи кои младите повеќе ги следат, но затоа ние гледаме па наоѓаме начини да го искористиме. Затоа правиме работилници кои се интересни за младите, мултимедијални настани, користиме доста... Дел од просториите, верувам. Да, просториите наши се користат, бидејќи имаме, како што и паркот на поезијата, преку лето многу го користиме, затоа што навечер е посвежо и поубаво за настаните. Имаме спомен собата, така, и најмногу ова лето се користеше библиотеката Другарче, бидејќи имавме соработка со Мама ми чита, каде дечињата ги запознававме што значи книга и читањето на книга. Да, браќа Миладиновци своевремено и место каде што можеби во таа спомен соба на браќата Миладиновци се случува и најголемиот дел од промоциите, особено оние промоции на македонски веќе афирмирани, меѓутоа и млади автори, писатели, колку преку лето се случуваат такви настани и тие проекти можеби за деца, споменавте наменети проекти и работилници, колку сте активни преку летото и како се може да ве дознаат и да стапат во контакт со вас како библиотека? Летото е време кога луѓето, бидејќи повеќе имаат слободно време, може да го искористат да се запознаат со книгата, да дојдат во библиотеката. Дури да немаат замислено што би читала, слободно може да дојдат кај нас и библиотекарите се тука да ги услужат и да им понудат најновите наслови што можеби би ги заинтересирало. Исто така, како што напоменавме, нели, во библиотеката Другарче, настаните што беа во организација, во соработка со Мама ми чита, формирајќи ги млади автори кои пишуваат книги за деца. Децата на тој начин, со интерактивни работилници, се запознаваат со книгата и учат дека книгата е нов свет, каде што се зголемува знаењето и е многу интересно за разлика од нонстоп да си со телефонот во рака. Така, Нета, во интерес на времето толку за ова линковско вклучување, меѓутоа јас ќе посакам да не бидете гостинка во студиото на утринската на телевизија Алфа, секако со повеќе информации, повеќе совети и препораки, токму за незиното височество книгата. За утринава многу ви благодарам и се надевам ќе имаме повторна дружба секако. Не е проблем, јас сум тука за соработка. Да, дали книга од македонска, дали од англиска литература, дали книга за деца, дали можеби нова промоција или проект наменет токму за најмладите, браќа Миладиновци градската библиотека веќе 80 години оваа година со незиниот јубилеј е отворена за читателите како од главниот град, за кој што представува веќе култно место и обележје, така и за сите оние кои што доаѓаат од внатрешноста на целата наша држава. Многу ми е драго што утринава споделивме малку повеќе за библиотеката и за книгите, секако со првиот човек на библиотеката, со директорката Анета Механџиска. Студио ние од овде се одјавуваме, а вие секако продолжувате со останатите содржини. Доволно беше разговорот за да го слушнеме она што ние сите го посекувавме, што се однесува за книгата Викторија. Многу благодарам, поздрав до вас двете. Сега опуштете се и испите си кафенце со толку избор на книги, па ќе си одбереш нешто и да си прочиташ, зошто да не.